Штипските советници едногласно ја прифатија одлуката за цената на водата за пиење да биде намалена за 5%. Пониски сметки ќе се добиваат за потрошената вода за јануари, бидејќи одлуката важи од 1 јануари 2018 година. Поевтинува водата за Штипјани. Јануарските сметки за водата за пиење ќе се плаќаат пониско за цели 5%. Оваа одлука денеска едногласно од страна на сите политички партии беше изгласана на седницата на Советот на Општина Штип. Политиката на јавното предпријатие ИСАР Штип и на Општина Штип е јавното предпријатие ИСАР до вас, како Совет, со одлука на управен одбор, да ја предложи минималната просечна тарифа 38,16 денари, зборувам за 2018 година. Што значи минимална просечна тарифа? Минималната просечна тарифа значи јавното предпријатие да работи рентабилно, јавното предпријатие да нема профит, јавното предпријатие да добива средства за капиталните инвестиции во поголем дел од буџетот на општината. Што се однесува за цената на отпадните води се останува иста, односно домаќинствата ќе плаќаат по 12 денари, а фирмите по 23 денари. Петешева пред советниците образложи дека нема промена на цената на отпадните води, бидејќи во тек е првата завршна фаза од проектот за изградба на нови канализациони мрежи и изградба на пречистителна станица. Проект вреден 20 милиони евра, а ќе се реализира со европски пари. Кои околу 10 милиони ќе бидат планирани за доизградба на канализациони линии, реконструкција на постојни линии и околу 10 милиони за изградба на пречистителна станица. Проектот, делот за подготовка на проектната и тендерска документација во завршна фаза, се очекува во текот на оваа година Министерството за животна средина и просторно планирање да објави тендер за избор на изведувач. Тоа значи дека почетокот на 2019 година, вклучително и 20 регулираниот приход, јавното регулираниот период, јавното предпријатие ИСАР нема да има значени собствени или буџетски средства за реконструкции или доизградба на канализациони линии. На денешната седница на Советот на Општина Штип советниците донесоа одлука и Општинскиот мултимедијален центар да го носи името на првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров. А исто така на денешната седница председателот на Советот на Општина Штип Јани Миланов објави дека нов секретар на Општина Штип е Сонја Китанова, која досега беше раководител на оделението за комунални дејности. Советниците од ВМРО ДПМН на денешната седница остро реагира дека мнозинството ги смени досегашните членови на управните одбори на јавните предпријатија Стипион и ИСАР, а новите членови на овие одбори според нив не ги задоволуваат одредените критериуми што се барани согласно законската регулатива. Социјалдемократскиот сојуз на денешната седница на Совет си го покаже вистинското лицемерно лице. Имено на денешната седница на Совет беа разрешени досегашните членови на управните и надзорни одбори на јавните предпријатија, а во исто време предложени нови членови на управните и надзорните одбори на јавните предпријатија кои што не ги исполнуваат основните услови и критериуми за членување во овие управни одбори предвидени со Законот за јавни предпријатија. Со ова се констатира дека Социјалдемократскиот сојуз се води само под еден критериум, а тоа е партиската припадност. Иако пред изборието беа нагласувани основните начина на кои што ќе се водат и ќе функционираат, дека ќе направат непартизација, департизација на институциите, денеска сме сведоци дека единствен критериум заради кој што овие членови се предложени е партиската припадност и членување. На овој начин Социјалдемократскиот сојуз уште еднаш го покажа своето лицемерно однесување во Советот на Општина Штип. По кој дел вие реагирате? Што не исполнуваат? Согласно Законот за јавни предпријатија, членови на управни и надзорни одбори може да бидат лица кои што имаат стекнато сертификат за познавање на англиски јазик, имаат 240 кредити за високо образование, имаат 3 години работно искуство на проблематиката на која што треба да работат и исто така имаат положено психолошки тест. Донатори во соработка со Црвениот крст уредуваат болничка соба во Штипската физикална терапија. Иако условите се катастрофални и наликуваат како од хорор филм,
Пациентите се задоволни од условите. За термин се чека и по неколку месеци, а само денес во дневната амбуланта се прегледани 160 пациенти. Волонтери од Штипскиот Црвен крест целосно ќе уредат една од собите во Штипската физикална терапија. Со помош на донатори набавени се ламинат, поликолор, душеци, кебиња и постелнина. Наши донатори се обезбедени, значи ламинат, боја за фарбање и се оно што ќе биде неопходно за средување на просториите, инаку претходно во соработка со Црвениот крст на град Скопје се обезбедени и други материјални добра, како што се кебиња, чаршави, асепсоли, значи средства за лична хигиена. Иницијатор на денешната донација е одговорната сестра ново оделение, која вели дека повеќе не можела да гледа во какви услови секојдневно се лекуваат пациентите. Сите кои имаат непотребни намештај, меки работи кои ќе најдат примена кај нас во нашава зграда, да ни донираат. Испукани тавани и ѕидови, скршени прозорци, дупки на подот. Собите каде што лежат пациентите повеќе наликуваат на соби од хорор филм отколку на простории каде што се пружи здравствена нега. Колку време чекавте за да можете да дојдете во физикална терапија? Терминот чеках многу. Од 9 месеца, 10, не знам. Точно не знам, ама има горе, на упуто пишеше колку е, забрил се. Рековте дека сте од Делчево, колку време ќе останете овде? Сите денови ќе останат, 20 ден. Иако условите во Штипската физикална се катастрофални, бројот на пациенти е огромен, а листата на чекање долга. За термин се чека и по неколку месеци, а само денес во амбулантата се прегледани 160 пациенти. Собите се горе катастрофа. Тоа јас се качи, на мен не ми дадоа децата горе, јас да мислам да останам тука. Тоа е многу лоши услови. 34 стационар. Значи, тоа е денеска. Просечно некаде околу амбулантски, зборам за еден месец, околу 270. А за лежење над 30. Според лековитоста, водата од Кежовица е втора во Европа. Температурата на водата достигнува до 69 степени. И според медицинските стручњаци, таа помага во лекување на невролошки заболувања и ревматизам, заболување на зглобовите, шеќерна болест, како и разни инфекции и алергии. Во регионот ќе се формираат локални акциони групи преку кои ќе се развиваат локални проекти за заштита на истокот, со заедничка стратегија на општините за локален развој на руралните средини. Виница и 5 други општини од истокот со иницијатива за формирање на локална акциона група Брегалница. Иницијативата е покрената од Сдруженијето Јавор од Зрновци, а се однесува на општините Кочани, Виница, Зрновци, Чешиново Облешово, Македонска Каменица и Пробиштип. Локалната акциона група на 6 општини треба да реализира стратегии за локален развој на руралните средини. Вообичаено територијата на нејзино дејствување е најмалку во 2 општини кои граничат групата треба да има изготвено заедничка стратегија за локален развој на руралните средини. Кочани е првата општина што ја прифати иницијативата, а се очекува до крајот на месецот и советите на останатите општини да одржат седници и да дадат согласност за формирање на локални акциони групи. Потоа се очекува да се одржи основачко собрание и да се изберат представниците во телата што ќе сочинуваат групата. Крајниот датум за нејзино основање е 10 февруари. Претходно на идентичен начин се организира општините Берово, Пехчево и Делчево. Лаговите и во Европа и во целиот свет функционираат на тој начин со проекти. Ние досега користевме средства од проекти, но сега здружени сите заедно можеме да добиеме и поголеми средства што ќе придонесе за развој на регионот, изјави Горан Трајковски, градоначалник на Делчево. Развојот на територијата на руралните заедници е согласно со принципот од доздола нагоре, значи врз основа на реалните потреби и приоритетите искажени од сите засегнати страни на локално ниво, се креираат политиките за развој и се имплементираат. Во изминатите 2 години, засегнатите страни од микрорегионот работеа на подготовка на стратегија за рурален развој со кои се дефинирани приоритетите на следниот период, мерки и насоки, кажа Јасмина
Сминка Пашалиска-Андоновска од Амброзија Пехчево. Идентичен лак ќе формираат и општините Штип, Карбинци, Радовиш и Конче и истиот ќе го има името Плачковица. Уште еден живот згасна на патиштата во источниот регион. Во сообраќајна несреќа вчера загина 34 годишен возач од Кочанското село Бели. Згасна уште еден живот на патиштата во источниот регион. Во сообраќајна несреќа синоќа на магистралниот пат Кочани-Штип загина 34 годишен возач од Кочанското село Бели. Според информациите од полицијата, незгодата се случила околу 22 часот пред мостот на Трканска река, кога ДА, управувајќи го сопствениот автомобил, Ford Focus, изгубил контрола над воланот, излетел од патот и паднал во коритото на Трканска река. Починал на лице место. Во незгодата на лице место починал возачот, а смртта ја констатирал доктор од итната медицинска помош од Кочани. Удит на местото на незгодата извршиле полициски службеници од полициската станица Кочани. За еден месец ова е втора жртва на регионалниот пат Штип-Кучани. Од ЦВР Штип најавија засилено присуство на сообраќајната полиција и казни за несовесните возачи. Секторот за внатрешни работи Штип ќе продолжи со засилени контроли заради спречување на прекршоците, како што се управување на возила под дејство на алкохол, брзина над дозволената, непочитување на правенство на минување на возила и пешаци и слично. Апелираме до сите возачи да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, не само за да ги избегнат плаќањето на казните, туку заради зголемување на безбедноста на патиштата на сообраќајот. Ригорозни казни за секој сообраќајен прекршок што во прашање ја доведува безбедноста во сообраќајот, најавија од МВР за возачите кои нема да го почитуваат законот. Нема повеќе толеранција за возачите под дејство на алкохол, оние кои не ја почитуваат дозволената брзина и неправилно претекуваат. Ова се мерките со цел да се намали негативниот тренд на регистрирани жртви во сообраќајот на патиштата. Лани на подрачјето на СВР Штип во сообраќајни незгоди загинаа 30 лица. Црниот биланс за бројот на загинати на патиштата во државата со последната сообраќајка со смртни последици оваа година се зголеми на 8 жртви. Поригорозни казни од сегашните сметат поголем дел од штипјани се потребни за да се подобри безбедноста во сообраќајот. Ефектот од нив е сигурно поголем отколку превенцијата која дава помали резултати, велат анкетирани граѓани. Имат како нема да имат. Без тоа не иде. Тоа е, ако нема казни, прекршоци се прават, пијани возачи возат, све се по кафаните, со мобилни телефони. За мобилни и за брза воза не потребно е по-големи казни. Мислам дека само свеста на луѓето треба да биде, а казни и тие ригорозни казни и луѓе што имат да платат и што немат да платат, не знам. Само мислам дека свеста на луѓето. Треба повеќе да се работи на едукација, превенција? Да. А со парите, не. После се прават некои други работи, па ништо не излезе од тоа што они мислат да го спроведат. 100% дека ќе има ефект, бидејќи ние како народ сме научени да ги прекрашуваме правилата, кои се напишани, ама само на хартија, така да мора поригорозни казни да има, ради да го почувствуват малку и прекрашителите на својот грб тоа, што го прават, за кои мислат дека не е грешка некоја голема да покачиш поголема брзина од дозволената или на пешачки премен да нема даеш предност на пешачки, икс други случаи, брзо возење, под алкохол, секако дека и тоа треба драстично поголеми казни, по мое. Одиме со еколошка тема за расфрлани отпадоци. Граѓаните бараат одговорните да постават садови за одложување на отпадот. Може ли во Штип конечно да се даде вистински примат на позитивната екологија е прашање што штипјани често си го поставуваат, но не добиваат соодветен одговор. Се чини се уште не сме подготвени екологијата да ни биде примерна во живеењето, барем судејки по
овие лоши еколошки гледки кај брегот кој е во непосредна близина на училиштето Гоце Делчев. Граѓаните кои живеат во овој дел на градот реагираат сликата од расфрланите отпадоци наликува не баре центарот на Штип е буниште. Ние убаво го изчистиме воа, ама и треба да станат канте за ѓубре. Тоа многу се фрла ѓубре, а јакав за никаде. Срамота. Ама ли разлика? Не, не е убаво. Тоа што не е убаво, не е убаво, али има си надлежни, нека гледам тие. На тие што треба да се одговорни, што треба да стават и што не треба. Како така, пари се плаќаме нормално, се што треба, ништо не видам подобрување, ништо. Зарезавме. Ма какво село, какви депонија? Не депонија, буниште, депонијата е посреда. Оно што жителите го бараат како императив е одговорните да постават садови за отпадоци, па така ѓубрето нема да биде расфрлено низ брегот, ќе завршува таму каде што му е местото. Брегот позади мене е речиси центар на Штип. Непосредно е во близина на основното училиште Гоце Делчев. Овде позади мене постојано има отпадоци, но иако жителите кои живеат овде апелираат да им се стават канти за отпадоци и контейнери, одговорните се уште тоа не го сториле. А добар пример дека може од депонија да се направи еколошко каче е сликата позади мене. Самоиницијативно луѓето кои живеат во непосредна близина во куќата го уредиле простор со зеленило. Прашање на време е дали ова зеленило ќе остане или во иднина може да се претвори пак во ругло со отпадоци. Денес Општина Кочани и Министерството за финансии склучија анекс на договорот за подзаем за реализација на подпроектот изградба на 2 улици во Општина Кочани. Градежните работи се состојат од изградба на 2 локални улици во Општина Кочани со вкупна должина од околу 500 метри. Со заштедени средства од заем од Светската банка во Општина Кочани ќе се градат 2 улици. Градежните работи се состојат од изградба на 2 локални улици со вкупна должина од 496,47 метри. И тоа 3 крака на улицата Карпушово во Станје и крак на локалната улица Аснов во Оризари. Вредноста на договорот е повеќе од 5.466.000 денари, од кои средствата во висина од 4.300.000 денари се заштеда од реализација на подпроектот изградба на 10 улици во Општина Кочани, а средствата во висина од 1.166.000 денари со општинско кофинансирање и ќе се обезбедат од буџетот на Општина Кочани за 2018 година. Се планира изградбата на 2 улици да се реализира во рок од 2 месеци. Есенскиот план за житни култури надфрлен со 4,40% или од планираните 669 хектари застапени се вкупно 698 хектари. Во Виничко најмногу се застапени житните земјоделски култури. На територијата на Општина Виница најзастапени се житните култури на површина од 655 хектари, од кои 585 хектари кај индивидуалните земјоделци и 70 хектари кај правните субјекти. Најмногу има пченица на површина од 320 хектара и јачмен на површина од 280 хектари. Ршта е застапена на површина од 30 хектари. Индустријските култури зафаќаат само 10 хектари и тоа само кај индивидуалните земјоделци, додека градинарските и фуражните култури се застапени на површина од 2 хектари. Според надлежните на подрачната единица на Министерството на земјоделство, шумарство и водостопанство, првите есенски дождови имаат обезбедено неопходната почвена влага, а со тоа и услови за отпочнување на припрема на земјоделските површини за есенска сеидба во Виничко. Во продолжение последната информација од спортот. Фудбалската експедиција на Китго Пехчево заминува на подготовки во спортскиот центар Истатов во Дојран. Во текот на двонеделниот подготвителен период ќе се одиграат 3 контролни средби со реномирани второлигашки екипи.
Екипата на Китго Пекчево дел од подготовките ќе реализира во атрактивниот спортски центар и стата во Дојран. Според информациите од тренерот Трајче Сенев, фудбалската експедиција на Китго заминува во четвртак 1 февруари и ќе престои во Дојран до 13 февруари. Покрај тренерите Трајче Сенев, Димитар Маџараров и Љупче Колев, фудбалски погон на Китго ќе го сочинуваат 21 играч, кои равноправно ќе конкурираат за најдобриот состав. Конкуренцијата е голема, што е добро за оваа екипа, која веќе е длабоко забраздена во втората Лига Исток од едноставна причина што на најблискиот конкурент, тимот на Малеш од Берово, му бегат цели 16 бодови. Односно, Китго е на првото место на табелата со 40 бодови, пред Малеш кој на второто место има 24 бодови. За сега надвор стојат се Дарко Нацев и Андреј Симески, кои се рехабилитираат по повредите, а со тренировците започна новајлијата Петар Најдов. Во Дојран, екипата на Китго ќе одигра 3 контурни средби и тоа против реномирани екипи. Најпрви на 3 февруари ќе се сретне со лидерот на втората Лига Исток, тимот на Беласица Струмица. На 7 февруари Китго за противник ќе има екипата на Кожев од Георгелија и на 10 февруари ќе се сретне со екипата на Евромилк од Скопје. По вркањето од Дојран, тимот на Китго ќе одигра пријателски средби уште со Македонија Ѓорче Петров на 17 и со Осогово на 21 февруари, но се уште не е договорено каде ќе се одиграат овие контурни средби. Колку за подсетување, тимот на Китго првиот контурен надпревар го имаше во саботата во Штип, кога со тимот на Брегалница одигра нерешено 1:1, а стрелци на головите беа Марти Стојанов за Китго и Ристо Новов за Брегалница. Тоа беше се за денес. Ви благодарам за вниманието, пријатно.